Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Драмата од ДУИ излегува од рамките на локалните внатрепартиски прегрупирања, кои веројатно најмногу во моментов му одговараат на лидерот на интегративците. Битката за негов наследник засега ќе се одвива во рамките на контролираниот хаос со фракционерството што најмногу му одговара на Али Ахмети. Изјавите дека без албанци нема Македонија или дека без ДУИ нема стабилна влада, Ахмети веќе ги адресира и кон актуелниот сојузник СДСМ и Ковачевски, но и кон растечкиот со рейтинг ВМРО ДПМН. Но опозицијата пак засега е составен и оставен простор за избор на победа без способност за меѓуетничка коалиција за идната влада. Пораката е испратена и кон евентуалните автори на идејата за коалицирање на СДСМ и ВМРО ДПМН во новата влада без ДУИ. Такав натрепартискиот обид за демисионирање на најдолговечниот лидер, како да е нарачан од Ахмети и свесно контролиран за јакнење на неговите лидерски позиции. Како инаку да се толкува дека тој и натаму е арбитар од кого засега се откажуваат, односно не се откажуваат приврзаниците, ниту критичарите на процесите на дуизација на македонското општество. Сепак во тек е партиска и национална демитологизација на интегративците и Али Ахмети. Тоа е веројатно дел од поширокиот концепт на подлабоки резови од кадрите кои ја криминализираат Северна Македонија. Зошто таква општествена заедница, држава со демократски капацитет и правна сигурност, не може да се гради со уморни кадри.